Здраво, јас сум Силвана. А јас сум Илче. Ова е уште едно викенд издание на емисијата Пријатели. Како што гледате, ние се наоѓаме во градскиот парк во Битола. Да, времето станува се поладно и поладно, затоа искористете го секој момент. Подвојте време, излезете со вашиот миленик и поминете убави моменти заедно. Во оваа емисија ви подготвивме два интересни прилози, а нашите гости имаат повеќе од еден миленик во својот дом. Па следете не во наредните 30 на минути. Денес се наоѓаме во домот на голем љубител на домашните миленици. Тој во својот дом чува пинч, чува аквариум, исто така многу ретка раса на папагал Жако и онаш по кој што е препознатлив е многу добар примерук на доберман.
Се наоѓаме во домот на Јани. Здраво, Јани. Здраво. Како прво би сакала да те запрашам кога започна твојата љубов спрема домашните миленици? Па вака. Мојата љубов спрема милениците започна уште од мојата најрана возраст, од моето детство. Тогаш всушност беше и мојата прва средба со доберманката Джина, која што ете заради сход на околности, нашата дружба траеше околу една година. И тогаш всушност се роди мојата љубов кон животните и конкретно и кон доберманите. Јани, кажи ни нешто повеќе за твоето куче доберман. Зошто токму се одлучи за оваа раса, колку време го чуваш и како таа се вика? Како што кажав, љубовта кон добермани се роди уште од моето најрано детство, а затоа и сега и се одлучив да ја чувам токму оваа раса, доберман. Мојата доберманка има 11 месеци, се вика Јоланда по педигре, инаку ние си ја викаме Тара, и ја набавив од познатата одгледувачница Кајзеркрафт од Скопје. Јани, би сакала да те запрашам како беше кога го донесе прв пат доберманот дома, бидејќи сепак ти живееш во стан, како таа се приспособи на домашните услови и она што воедно ме интересира, бидејќи оваа раса делува многу моќно, дали таа е чувар на домот? Да, кога го донесов мојот доберман дома, тој беше бебе од 2,5 месеци и нормално дека се среднавме тековно со некои искушенија и проблемчиња околу социјализацијата, да речем, во домашни услови. Како нов член на семејството. Да, како нов член на семејството, но не беа, да речем, ептем драстично големи, најмногу имавме проблеми околу социјализацијата, да ги врши физиолошките потреби надвор, да не греши во домот, а исто така и да не фаќа по предмети и по обувки. Околу тие работи имавме проблеми, но со текот на времето, со правилна социјализација и карање, тоа се надмина. А дали е добар чувар на домот? Делува доминантно, делува моќно? Секако дека е добар чувар на домот, но тоа всушност е и првата одлика на доберманот, дека е добар чувар. Да речам, но многу сакам да нагласам дека многу битен момент е тоа како ќе се одгледа доберманот, значи правилното воспитување уште од најмалата возраст. Секако дека препорачувам оваа раса на кучиња за во стан, најпрвин заради на нивното кратко влакно. Исто така што сакам да го нагласам е тоа што како раса доберманите се многу педантни. По наши кажано педантерија се навистина голема. Тоа и вториот дел, мислам, втората причина што доберманот би одговарал за во домашни услови. И трета работа е што доберманот нема подвлакно, така да не може да поднесе ниски температури, и тоа е третата причина што на доберманот му одговара баш да биде одгледуван во домашни услови. Дали пред да го земеш кучето се распрашуваше за неговите карактеристики и што можеш да споделиш како карактеристики со нас и се нашите гледачи? Како што кажавме и предходно, јас имам некој искуство со оваа раса, пошто имам чувано, но и имам и читано доста литература за доберманите, но секако дека и се консултирав со долгогодишни одгледувачи на оваа раса и со некои дресери кои што работат баш на оваа работна раса, пошто доберманот е работна раса и полага, ќе кажеме, подоцна и работен испит. Значи, најмногу се консултирав околу тоа како од најмала возраст правилно да ја воспитувам, значи на што да се задржам, на што да внимавам, за да можам да одгледам еден навистина квалитетен примерок. За некои битни моменти во правилната социјализација на оваа раса, што е и најбитен момент кој треба сите да го знаат, со доберманот кажавме дека се работи уште од најраната возраст во неговата социјализација. Значи, многу битен момент е уште од најмали нозе, да речеме, дека доберманот треба да се шета и треба да се шета во најразлични, мислам, места како што се паркови, училишта, дворови, улици, да се сретнува со луѓе, значи зашто рековме на паркови, во парковите ќе се сретне со кучиња, по училишта ќе гледа мали дечиња, по улици ќе се среќава со разни луѓе,
ќе слуша гласови, така да сето тоа, значи да му стане како секојдневие и воопшто, значи да не реагира негативно, пошто знаете дека доберманот е импулсивна, темпераментна раса, со цел да се привикне и да биде релаксирано во секоја ситуација. Всушност тоа е првиот чекор во почетокот на дресурата на оваа раса. Сакам да кажам и воедно да апелирам до сите одгледувачи на баш на овие работни раси, како што се доберманот, ротвајлерот, германскиот овчар, задолжително да се консултираат со искусни дресери, да ги примаат нивните совети, да ги слушаат, за да може и да ги применуваат. И од кога кучето ќе наполни 6-7 месеци и кога ќе стане на 6-7 месечна возраст, тоа да почне да се работи, значи да почне да се дресира и понатаму, значи кога ќе помине таа дресура, кога кучето, значи со текот на времето ќе созрева и кога ќе достигне прилика 16-17 месеци, тогаш сите карактерни особини ќе си дојдат до израз, ќе си легне неговиот карактер и ќе имате, значи, максимално комплетен и квалитетен примерок по секој поглед. Ја ни кажи ни нешто повеќе за неговата историја. Од каде потекнува, како настанало? Доберманот или доберман пинчерот како раса е настаната кон крајот на 18-тиот и почетокот на 19-тиот век. Настаната е од страна на човековата потреба за заштита и за дружење. Во градот Аполда, во една покрајна на Германија, живеел човек по име Карл Луис Фридрих Доберман, по кого и ова раса го добила името. Аполда бил индустријски град со околу 20.000 жители. И во текот на животот Фридрих Доберман работел повеќе работи, од кои ќе испомнеме дека тој бил порезник, наплаќач на порез, ноќен полицаец и друго. Тој во својата работа се среќавал и со проблеми, па му било потребно куче за заштита, пошто одлучил да создаде раса кое што ќе ги задоволува неговите потреби и барања да биде идеална комбинација на снага, верност, интелигенција и бестрашност. Такав крстил повеќе раси од кои ќе ги кажеме пинчерот, ротвајлерот, туринскиот овчар, црниот хрт, германската дога, вајмарскиот тркач, германскиот кратковлакнест птичар и германскиот овчар. Па така со вкрстување на овие раси е настанат и доберманот. Исто така ќе кажеме и нешто околу изгледот. Односот помеѓу висината и должината треба да биде квадратичен, со мали отстапки кај должината на женката во слабинскиот дел, заради тоа што женката треба да раѓа кучиња. Женките до гребенот се високи околу 63 до 68 сантими и тешки од 32 до 35 сантими, додека мажјаците треба да бидат високи од 68 до 72 сантиметри, а тешки околу 45 килограми. За бојата ќе кажеме дека постаат повеќе луѓе доберманот го знаат како црн со кафеави палежи, меѓутоа постаат повеќе бои, од кои признати во FCI, значи се црната со кафјави палежи и кафјавата боја на доберманите. А се појавуваат и како сиви, во поново време се појавуваат и како бели или албино добермани. Доберманот спаѓа во втората FCI група и спаѓа во фамилијата на пинчери и шнауцери и е куче што полага работен испит, кажавме. Че работниот испит кажавме дека е поделен на неколку дела: послушност, напад, одбрана, трагање, со цел да се запазат и основните карактеристични особини на доберманот. Ушите треба да бидат правилни и високо поставени. Некои ги сечат ушите, некои значи не ги сечат, доколку се одлучат да се сечат ушите, тоа се прави од 7-та до 9-та недела. Потоа следува неколку месечен процес на нивно подигнување. Главата треба да е долга, коцкеста, во облик на издолжен клин.
косите очи треба да бидат што е можно потемни, треба да доберманите да имаат комплетно забало, инаку тие имаат ножичасто забало составено од 42 заби. Доберманот треба да е мускуле со силно развиене гради и предгради. Градите треба да се спуштени до отприлика некаде до лактот. Дали сте настапувале на некои изложби и доколку сте настапувале, кои награди ги имате понесено од таму? Да, сме настапувале на неколку изложби низ нашава меѓународни изложби во нашава држава. Ке спомнам изложбите во Битола и во Прилеп, Цаци Битола и Цаци Прилеп, во кои освоивме неколку награди и титули, од кои ги спомнам, значи во Битола освоивме првак во класа на млади и одличен 5, а во Прилеп освоивме одличен 5, првак во класа на млади и првак во класа првак на раса. И со тоа и мојата доберманка стана и млад шампион на Република Македонија. Но доберманката моја е млада, има само 11 месеци, така да допрва не очекуваат и повеќе изложби и се надеваме дека ќе достигнеме и многу успеси понатаму. Јани, како што веќе претходно во несврзан разговор ни кажа дека што току твоето куче го зеде од дресура, ајде да споделиме со нашите гледачи што се учи на дресурата и како тоа изгледа. Да, пред половина месец ја зедовме од дресура. Кучето беше на дресура во Битола, кај мојот дресер и драг пријател Кире Огненов, од кој што сум многу задоволен. Човекот е вистински професионалец во работата што ја работи. Моето куче со моето куче работевме, значи, послушност, ринг дресура, пошто сакам и да настапувам на повеќе изложби. Го отворивме карактерот, му ги отстранивме сите негативни особини, карактеристики и мани. Му допревме до неговиот вистински карактер за понатаму да се досоциализира кучето. Според мене мислам дека не е тешко, но еве сепак да им кажеме на нашите гледачи како се одржува хигиената на твоите две кучиња кои што ги имаш во домот, бидејќи тие двете раси се со кратко влакно. Како што видовте, и двете мои кучиња се со кратко влакно, така да околу немаме, значи, некои големи проблеми околу влакната со секојдневно четкање и миење со влажна крпа, тој проблем се надминува. Како раса, значи, и двете кучиња се многу педантни, самата раса е педантна, па се трудиме минимално околу хигиената и негата, за да... Нели двете ги чувате во стани? Да. Супер функционира се. Да. Веќе спомнавме дека имаш и друга раса на куче, станува збор за пинчот, па ајде кажи ни нешто повеќе за неа. Моето куче од расата пинч се вика Лана, инаку има 13 месеци. Ја зедовме на Паита, имаш околу 2 месеци и одлично се вклопи во нашиот дом. Исто така и одлично и функционираат исто доберманката. Тоа. Веќе ни кажа дека Лана е подолго време присутна во вашиот дом. Дали со носењето на тара тука се пројави некое чувство на љубомора или се префатија супер? Повеќе време во мојот дом е пинчот, значи неколку месеци разлика. Па кога ја донесов тара, немаше некоја љубомора, напротив, пинчот си ја прифати доберманката како нејзино другарче, си функционира понатаму најнормално. Дали често пати дома ви се случува да има бркотница, да се играат? Па се случува, да. Се случува. Весело. Па да. Јани, ајде да споделиме нешто со нашите гледачи, нешто повеќе околу карактерот на овој пинч и неговата историја. Џуџестиот пинч помеѓу луѓето е познат и како крал на малите раси, иначе оваа раса по градба е добро избалансиран квадратичен примерок со кратко влакно и по природа знаеме дека е добро негуван, горд, енергичен, карактерно е многу храбар, прибран и многу дружелюбив, што е најважно и е многу добар чувар. Сака деца, можам да кажам дека ги има и во повеќе бои,
но најмногу се застапени црната и кафјавата боја. Високи се од 25 до 31 сантим и тешки од 3,5 до 5 кг. Инаку се многу нежни и не трпат ниски температури и затоа се исто така и тие се чуваат во домашни услови. Дали имаш време за секојдневни прошетки со твоите кучиња или некој ти помага во грижата околу нив? Да, имам време околу секојдневните прошетки, но се разбира и околу секојдневните обврски, околу кучињата ми помагаат и мојата сопруга и мојата мајка. Секој утро и секој попладне, значи правиме по една прошетка околу час време заради досоциализацијата. Ви кажав дека сега ја донесовме на дресура, па треба да се работи со неа се повеќе и повеќе и секојдневно, значи, шетаме по 2 пати на ден. Покрај кучињата веќе кажавме дека во твојот дом имаш специфична раса на папагал. Кажи ми од каде доби идејата да покрај еве двата миленици кои што претходно ги имаш, да донесеш и папагал во домот? Па колку што ги чувам кучињата, исто толку време сум и љубител одгледувач на екзотични птици и папагали. Имам прочитана доста литература за нив и со текот на времето почнав да се интересирам и за големите видови на папагали. Бев во размислување што да купам, дали да купам мара, амазонец или жако. Но по долго размислување се консултирав со повеќе одгледувачи на папагали, од кои ќе го спомнам и мојот другар Мартин Кочовски, кој што е еден од поголемите познавачи на папагали во нашата држава. Па се одлучивме тоа да биде афрички сив папагал жако, од причина што прво тој е најинтелигентен папагал во светот, а второ заради неговата невообичаена бавина и изглед. Едноставно како да се вклопуваше ова раса во мојот дом. Претходно чував голем Александар, така не ми беше погоден карактер. Дали често папагалот го пуштате на слобода од кафесот и како тој се навикнува со кучињата? Дали си играат заедно? Да, го пуштам од кафес на слобода. Од почетокот се плашеше од кучињата, но со текот на времето се прилагоди со нив, а и тие со него, и сега се функционира без никакви проблеми. Јани, како вид на храна користите во хранењето на овој папагал? Го хранам 2 пати на ден, еднаш сабајли, еднаш попладне. Првиот оброк, мој разновидна храна полна со зеленчук и овошје, а вториот оброк се некои семиња, бисквити, сончоглед, семки од тиква, кикирики, еден микс така доволно. Бидејќи ова е редок вид на папагал, ајде кажи ни нешто повеќе за неговото потекло. Самото име афрички сив папагал кажува за неговото потекло. Тој потекнува од Африка, поточно најраспространените се од Западна до Средна Африка. И најчесто се среќаваат во предели кои што имаат, каде што има густи шуми и каде што врнат многу дождови. Латинското име на афричкиот сив папагал му е Psittacus eritacus, инаку расте од прилика до 33 см во должина. Карактеристични се по нивната сива боја и црвен опаш. Во природата живеат во големи јата. Жакото или афричкиот сив папагал е најинтелигентен папагал во светот, кој што живее од 80 до 100 години, кој што може да научи во неговиот живот дури до 600 зборови и да ги сите тие зборови да ги врзува во реченици. Инаку исто така битно е да го знаат и гледачите дека афричкиот сив папагал е птица кој што моногам, кој што се врзува за еден собственик. Јани, во вашиот дом има многу миленици, сигурно и многу интересни случаи. Ајде да споделиме некој од нив со нашите гледачи. Папагалот, пошто се уште е млад и сега почнува да збори, го има научено името на доберманката и вика и свири Тара и таа влегува и се чуди кој вика. Тоа е интересно што можам да го кажам, да го слушнат нашите гледачи.
Дали размислувавте дека премногу миленици во вашиот дом исто така носат и многу обврски? Или сепак кога ги земавте, клучно беше љубовта кон животните и нормално дека кога се сака, ништо не е тешко? Па да, дефинитивно кога имаш љубов кон животните, ништо не е тешко и секогаш најдуваш време да ги завршиш сите обврски околу нив. Љубовта пред се е најбитна, што таа те води, значи да и ти дава силата го прави се. Јани, тука сме на крајот на нашата емисија. Дали нешто што пропуштивме би сакал да напоменеш за крај? Па сакам да кажам дека не е си така едноставно и лесно како што изгледа. И за да чуваш и одгледуваш миленик, треба да знаат сите дека тоа е голема одговорност, грижа и огромна љубов. Не е само да го земеш и да го чуваш. Секој животно, како и ние луѓето, си имаме своји потреби. Така да мораш да му ги задоволиш нивните потреби правилно и онака како што треба и како што тие си барат. За крај би те замолила за еден апел до нашите гледачи. Па сакам да упадам еден апел до сите граѓани, значи на нашата држава, да се превземи нешто во врска со троењето на кучињата. Јас апелирам да се отворат на стационари каде што кучињата би се згрижиле и би се нашло хумано решение за нив. Јани, ти благодарам за гостопримството во вашиот дом. Ние уживавме во ваков прекрасен дом исполнет со толку многу миленици. Добар ден, професорка. Добар ден, колега. Јас идов на полагање. Добро, седнете си. Ама професор Ковле нема место, може да седнам до вас? Не може, колега, птиците и свињите не седат заедно, седнете си, не дадете си место. Добро, по така, јас ќе одгледам на назад. Колега, на испит сте. Дали може да ви поставам две прашања? Поведете. Или ајде едно, нека видим. Одите по патот и најдете две вреќи. Во едната имате пари, во другата имате памет. Која вреќа ќе ја земите? Цела вреќа да најдам со пари, сигурно таа со парите, професорте? Колега, јас да бев на ваше место, ќе ја земе вреќата со паметот, не мислите така? Па, може би немате, секој ќе си го земи она што му треба. Колега, Но, дете ми го индексот. поведете. Повелете, колега. Се Благодарам. гледаме наредната сесија. Професорка? Молам, колега. А овде само сте се подпишале, оценка не сте ми ставиле? Фантастична наградна игра со Елит кафе до многу награди и пари. Купи го твоето омилено Елит, погледни во внатрешноста и можеш да освоиш многу награди. По 10 телевизори, фрижидери, машини за перење, аголни гарнитури, трапезариски маси и 10 пати по неверојатни 100.000 денари. Епа на здравје кафе со Елит кафе. Ви треба ли храна за вашето милениче? Униагро ви нуди балансирана храна со врвен квалитет по најниски цени од брендовите Маестро, Краки, Гуру, Мега. Најдобрата храна за вашите миленици од Униагро.
на оваа емисија на пријатели. За крај ќе ви кажеме повторно еден виц. Царот на животните Лавот им забранил на мечката и на зајакот да се дружат. Токму затоа мечката и зајакот се договорили да одат во кафеаната и да направат план против Лавот. Лавот разбеснет влегол во кафаната, па мечката за да го спаси зајко го турнала во низиното крзно. Кога Лавот ја запрашал мечката што има во низиното крзно, таа му одговорила: Носам слика од зајко. Бидете со нас и наредниот викенд. Чао, чао.